Почитувани гледачи на Batali.net, добар ден и добре дојдовте во првото отворено фудбалско студио кое започнува од денеска тука од градскиот стадион Зоран Паунов, а во следните отприлика 2 часа и нешто повеќе ќе зборуваме и централниот настан ќе ни биде надпреварот од 6-тото коло од првата македонска фудбалска лига помеѓу екипите на Силекс и Борец. Да нема забуни, надпреварот се игра во Кратово, меѓутоа ние од овде ќе се обидеме да ви го донесеме попластично и да направиме анализа за тоа што не очекува, потоа на полувреме се разбира анализа на она што сме го виделе во првиот дел од надпреварот, а на крајот и финален коментар за овој надпревар. Денешен наш гостин и прв гостин во отвореното фудбалско студио е легендата на велешкиот фудбал Илчо Боров, човекот кој што најдобро ја познава екипата Силекс, бидејќи неколку сезони го носеше дресот на овој би рекол прволигаш од почетокот на осамостојањето на Македонија во македонскиот фудбал. Боров, добар ден. Добар ден. Предпоставувам дека го следиш првенството, те прашувам, предпоставувам бидејќи публика нема на стадионите, па единствено оној стриминг кој што Фудбалската федерација на Македонија со чија помош и ние денеска ќе им го пренесеме надпреварот на нашите гледачи, тоа е единствената шанса да ги следиш надпреварите на Борец. Еден на почетокот коментар за првите 5 кола. Борец е во врвот на табелата, во горниот дел, наделба на 4-тото место. Има освоено, само да не сгрешиме, 8 бодови и заедно со екипата на Струга веќе на делба на 6-тото место поради тоа што вчера се одигра неколку надпревари. Меѓутоа се чини дека тоа е добар старт за Борец. Па вака, јас прво добар ден на сите. Кога ви образложувал или ви кажувал како за играта на Борец и за наставот на Борец, мислам дека овие кола досега изигра многу дисциплинирано, добро и за тоа се овие резултати што се, иако следејќи го надпреварот и во Тетово изиграа доста добро, сите играчи изиграа доста добро, меѓутоа сепак оноа што на крајот фали е резултатот. Резултатот изгледа нерешено, меѓутоа можеа слободно да добијат утакмицата со тоа што оние го издржаа најтешкиот притисок кога беше на 0-1 резултат. Домашната екипа направи толку голем притисок за да изедначи и евентуално победи. Меѓутоа јас им честитам, иако е со заснување, им честитам на играчите за тоа што они точно на тој притисок не подлегнаа, изигра стварно машки, имаш и стартови и се, меѓутоа и така треба да се игра. За разлика од моето искуство, значи без разлика домашен или гостински терен, значи треба да играш онака како што се поставила концепцијата на играта. Само ќе те замолам микрофонот малку поблиску до устата за да може да се слуша добро тонот. Меѓутоа, ова што сега го зборуваше не важи за еден надпревар на Борец. Не знам дали се сеќаваш и дали го гледаше на телевизија, односно преку стримот, тоа е надпреварот против Рено, тука на градскиот стадион, кога и покри водството од 1:0 во 90 минута автогол, патна концентрација, сличен гол како и оној губитничкиот, би рекол, една недела подоцна во Струга. Одбраната се чини дека барем во првите кола малку беше таа кое што киксираше во клучните моменти. Што мислиш? Јас би кажал, значи, на такви надпревари и тука се ренова утакмица каде што е под притисок. Го имавме ние водството, го имавме сето оноа што најверојатно е поставено од тренерот и од сите луѓе што се стручниот штаб. Момците изиграа добро, меѓутоа патна концентрација има. Значи на екипа секогаш се случува, знаејќи пак ќе повторам по моето искуство, дека од тие 90 минути има пат. Меѓутоа се случи точно овде кај одбраната на Борец, се случи точно последните 10 минути онаа концентрација за навремено излегување од замка на противникот да направиш и да изнесеш топка. Меѓутоа јас не ја гледам причината во одбраната на
на Борец, без разлика може ќе ми замери сега некој што се мешам у тие работи. Јас се гледам нападот е најдобра одбрана, значи ако не напаѓаш ќе бидеш нападнат. Така е, значи јас повеќе причината ја гледам што изедначија во тоа што ние за тие последни, знаејќи 10 минути имаме водство, го имаме резултатот, имаме се, не излеговме на средината и на нивна половина или да се напаѓа, да се присуства и што повеќе се задржи посетна топката да има нашата екипа. Борец има квалитетни фудбалери во средината на теренот. Тука се Оливер Пеев, кој што има огромно искуство. Тука е Фернандо Силва, кој на тој надпревар ми се чини дека излезе, беше заменет. Може би и тука да се бара причината за тоа што не успеа Борец да ги освои трите бода. Не е причина играч еден не може да биде. Мислам, за мене е тоа апсурд дека јас би кажал дека еден играч може да колективна игра да носи еден играч. Да, теретот може да го поднесе еден играч, меѓутоа од еден играч да се каже дека тука е проблемот што излегол или значи колективот. Значи фудбалот јас го сваќам како колективна игра. И така треба да биде. Значи, ако почне од тој функционира, тој заден, среден ред и преден ред функционираат како што треба, значи не би требало да има проблем. Нема да има притисок врз одбраната, така. Значи, овде се дозволи последните 20 минути, зборуваме за надпреварата. Соренова. Последните 20 минути точно они да прават притисок, значи они да сакаат повеќе желбата за да изедначат, затоа што нашата екипа не одговори контра на тоа. Значи, не можем да кажам сега доколку и што е, и како е, и да обвинуваме некого е многу тешко и неблагодарно. Така. Воред, ајде малку да се осврнеме на денешниот надпревар кој започнува за некои 20 на минути во Кратово. Жежок терен, Силекс е секогаш тешко да се игра против него во Кратово, секогаш тешко се освојуваат таму бодови. Меѓутоа мораме да ги земеме предвид и последните две кола. Силекс е во своевидна криза, загуби во Лигата на Европа во квалификациите од Ботошани со 2:0. Претходно загуби и од Струга во првенството во 2:0 од Струга. Дали ова значи дека Силекс влегува во некаква резултатска криза и дали е тука шансата на Борец? Па вак, ако гледајќи ја моменталната ситуација во клубот, мислам дека шансите на Борец се 40-60% за Силекс. Не знам дали знаеш за овој податок, ќе те прекинам, пред малку дознав дека на одложувалниците го нема овој надпревар. Може ли ова да е некаков сигнал? Може ли да се случи некакво изненадување? Зошто да не? Изненадувањето секогаш, јас мислам дека до сега и ова што се игра не е изненадување на резултатите на Борец. Точно од играта доаѓаат резултатите. Јас сепак пак ќе се осврна малку на Борец повеќе на екипата. Мене стварно повеќе ме одушевува одбраната сега, за сега е многу подобра. Моje мислење не мора да значи дека е тоа така, затоа што има човек што треба тоа да го каже и да, меѓутоа оваа ситуација јас кажувам дека моje мислење е дека одбраната е многу подобра, поквалитетна него средниот ред и нападот. Можеби потоцна ќе се осврнем на тоа мислењето мое зошто е тоа така. Меѓутоа не сумњам дека денеска Борец би можел најмалку да извади нерешен резултат, затоа што знаејќи ги Силекс многу одамно како структура, како организација, како тим. Моментално овие последниве 5-6 години не сум толку инволвиран таму, меѓутоа знаејќи ги уназад години знам јас како функционираат и што може да се случи сега во Кратово. И не сум скептички расположен дека не можеме да донесеме позитивни резултати. Тренерот на Борец Гораст Михајлов никогаш не се излетува со изјавите, така и пред овој надпревар даде една изјава во која не ветуваше ништо посебно. Тој вели одиме да се надигруваме во Кратово против Силекс, квалитетен тим кој што е во резултатска криза, но тоа не сме да не залажува. Играат агресивен фудбал, посебно на домашен терен. Спремни сме да се надигруваме, нашата форма е во нагорна линија и одиме растеретени да ја продолжиме добрата игра во изминатите две кола. Ова е изјава
нешто отприлика за она за кое што разговаравме досега. Па вака, кажав и пред малку, не сакам да ги коментирам и не сакам да ќе кажувам работите што треба. Изјавата на тренерот, мислам дека е скромна и така треба да се понаша и да се изјавите да се даваат од тренер што посакува и што може и ќе направи нешто што резултатски ќе биде позитивно за неговата екипа. Зошто тоа го кажувам? Затоа што знаејќи дека Силекс како организација, како клуб е страшно добра, не викам добра, него страшно добра, значи таму функционира од првиот до последниот секако што треба. Меѓутоа клубот како клуб сега играчки зборуваме, играчки го немаат оноа што го бара нивната организација, нивниот, да кажам, предводник и тренери било што. Зошто? Затоа што се направија некои си, по моје случување, што не им одговара ни на управа, па ни на играчи. Зошто? Затоа што они со самиот излез во Европа, инаку случајно излегува во Европа затоа што Вардар се откажа. Да, се откажа и они понекоја не го зборувам во контекст на тоа, него го зборувам за тоа што играчи немаше дострел за да играат надева. Сега одразот на тоа се случија домашното првенство. Значи не може еден тим каде што конкурира за висок пласман и за Европа и за било каде да си дозволи да изигра онака како што изигра. Јас гледав утакмицата со Струга у Струга. Така да они, моје мислење е дека се загубива пред се она нивната фантазија, дека сега се они излезени во Европа, дека се сега големи играчи, меѓутоа кај ни фали две-три работи по моје што па повторно не е моје јас да судам и да кажам, меѓутоа гледајќи ги работите. Кај ни прво на психолошки план, затоа што доста играчи добија некоја си епитет на ние сме сега играчи големи и ги играеме во Европа. Меѓутоа не е Европа играње само да излезеш и по име и презиме да ти кажеш треба да изиграш. А они го запоставија тоа првенство нашето и сега ние играеме и дека треба да испадне на терен и сега сите ќе му се плашат, Силекс е екипа. Можеби и тука е шанса на борец, доколку Силекс не е научил лекцијата. Да, ќе се надоврзам на тоа, затоа викам се уште го владе Силекс има некој, така да не се изразам погрешно, трауми од надпревариве уназад 3 кола. И надпревариве си играл, знаеш, влијаат ли два порази поред на третиот многу, кој играш? Многу. Ако немаш една, па ќе кажем, организација како Силекс или клуб, ако немаш добра, меѓутоа ние стално, јас можеби ќе се вратам многу назад, сме немале оноа што највеќе фали во една екипа. Една екипа каде што се стреми да игра во Европа или да се надпреварува со повисоки дострели, мора прво да имаат основните работи во една екипа каде што треба психолошки, педагошки да се спремаат тие играчи. Така. Кај нас го нема. Го нема тоа за жал. И тоа се одразува каде вакви екипи каде што сега моментално Силекс ги немаше едно 3-4 години се беа средина тука негде до пред 2 години изопстанок се бореа, не знам дали паметите. Значи, она има осцилации страшни. Така. По игра на случајно се извинувам, по игра на случајно се они излегуваат сега повторно и меѓутоа не се спремни психолом играчки може се спремни. Играчки може би, не викам не. Во контекст на ова, еве ги последните меѓусебни надпревари меѓу Борец и Силекс, дел од нив се одиграни, еден е годинава и два се лани и уште два надпревари во далечната 2014-2013, меѓутоа Борец има негативен скор во последните 5 меча против Силекс, од 5 меча 4 порази и само еден нерешен дуел и тоа лани овде на овој терен во првенствениот дуел. Последниот меч меѓу нив заврши со 2-0 победа на Силекс. Дали мислите на овој пријателски не што се ова е пријателскиот дан во јули. Да. Меѓутоа би сакал да кажам точно на ова да се надоврзам пред малку што разговаравме дека психолошката и физичката спремност биле на страните на Силекс, да речеме, и сега доаѓа до еден инцидент каде што фали малку на оние играчи што како да кажа, што им фалат тие
предиспозиции за добивање на еден надпревар. Зошто го кажувам тоа? Доаѓа до инцидент, не знам колку се информирани Да, на гледачите. пријателскиот, доаѓа до инцидент затоа што Силекс е една екипа каде што нема респект она дома у гости игра без разлика дали е првенствен или пријателска се игра поагресивно, играат фудбал за да го добијат надпреварот. И сега што се случува до некој си инцидент доаѓа за тоа што малку повеќе агресивност имало на тој старт дуелист, али психолошката и аз тука го гледам, значи нема реагирање на тоа. Велат дека е многу тешко да се игра на стадионот во Кратово кога на него има публика, бидејќи публиката прави дополнителен притисок. Сега ја нема поради ковид кризата. Може ли и ова да е шанса да се игра Борец како гостин да игра порастеретено без тоној притисок од домашна публика? Не би се сложил заради тоа што знаејќи публика у Кратово колку може да има. Притисок не може да прават. И не се правило, бар јас 4 години настапував за Силекс, немаше притисокот, да. Знаат оние малобројни гледачи да подигнат моралот на екипата, да навиваат атмосферата, сите тие работи, овие околниве, да ги кажам, места доаѓаат, ја гледаат утакмицата, доколку ги гледаат тие надпревари, доколку надпреварот е значаен и е важен за ги. Овие помали, да речем, првенства што се у нашата, они не доаѓаат и остануваат на таа публика што е стрикно од Кратово. И мислам дека притисок, дали со публика или без публика, никогаш не би требало да има значение за некој играч, така да се изразам. Значи, в моментот треба да се исклучиш, значи публиката не постои за тебе. Публика си е таа што дали ќе биде негативна или позитивна за играчите, не треба никој да ги слуша. Значи теренот е многу битен. Точно е тоа тука да се спремиш 90 минути да изиграш онака како што мислиш и знаеш да изиграш. Ти многу е битно онаа понашањето како мислиш на надпреварот, него да мислиш у публика дали не те видел некој или... Така. Борец на овој надпревар излегува со формација 3-4-1-2. Формација на Гораст Михајлов со засилен среден ред, со двајца напаѓачи и со тројца штопери. На голот е стандардниот Мустафа, на бековските позиции се Филип Ристевски и Маријан Ристовски. Тројцата штопери се Стојчевски, Ристевски и Стојменовски. Во средниот ред ќе играат Коцев, Силва и Прелчец и во нападот се Радовиќ и Марио Станковски. Што тебе ти кажува оваа формација на Михајлов 3-4-1-2? Мислам дека е добра формација, да. Меѓутоа околу некои позиции не се сложувам, затоа што сум ги гледал пред тоа играчите, не се сложувам најповеќе за овој Прелчец. Не се сложувам затоа што мислам дека дечкото не му е за усреден ред. Значи еден класичен, за мене он класичен шпиц. Да, го видовме како решаваше надпревари сам. Затоа што он решаваше, да, али последниве 3-4 кола го беше изгубен, затоа што, пак ќе кажам, моје измислење, не сакам да сугерирам на некого или било што, затоа што дечкото при секоја доаѓање шанса, излегување за реализација да постигне гол или било што, он завршницата му е страшно тешка сега. Тешка е затоа што позицијата моментално што му се дава него, да не бидам банален пас, сега јас да кажам не ми е работата тоа, меѓутоа позицијата што му се дава за него не е. Мој мислење, он би требало негде тука у шпицот игра каде што заедно со Радовиќ претпоставува. Да. Веројатно е ова принуден потек на тренерот Михајлов, бидејќи и на овој надпревар го нема Оливер Пеев, како и на минатиот против Академија Пандев, па веројатно Прелчец е некаква варијанта која трет шпиц некој. Да, трет шпиц кој би се повлекувал малку назад и кој би ги разигрувал Станковски и Радовиќ. Сакам да го кажам, значи за мене он треба да биде највеќе одморен од сите и кога ќе добие некоја си шанса или прилика за реализација, он треба да биде толку сконцентриран и толку одморен, физички јак, и тоа, ако се сеќавате уназад, ги решаваше последните 10 минути, ги решаваше на неколку надпревари, со тоа што можеби пак кажувам некои работи што јас ги гледах, согледувам,
имаше доволно слобода за да остане понапред од другите соиграчи и кога ќе добие топка да со онаа кондиција физичка спремност што има, он направи нешто. Така. И секогаш реализацијата да му биде сконцентрирана према голот. Сега овде моје мислење и он си добива преголема некоја слобода и кој ќе одземе како среден ред, мислејќи или знаејќи дека е тоа така, дека треба топката да држи или да не се проследи на соиграч или било што, и он тука се тоне, да речеме, или се губи у таа игра. Зашто? Затоа што он научен од таа слобода. Швицовите секогаш имаат најголема слобода, затоа што може да промаши 10 топки, али една ќе реализира. Може да потроши. И сега он можеби е научен на тоа дека и у средниот ред кој ќе земе топка, он сега покушава на дриблинзи, на било што, не покушава сконцентриране на тоа. Среден ред, он знае дека треба да даде топка, да проследи, дека, а не да прими топката и да мисли дека треба да тргне у 16 и да даде гол да го реализира тоа. Предпоставувам дека и затоа е лоша реализацијата, само 5 гола во првите 5 гола, за разлика од Силекс кој е наефикасен до сега 15 гола во 5 надпревари, што е завидна ефикасност, тоа е некаде по 3 гола, не некаде, туку точно 3 гола по надпревар, иако прими и 5 гола, што не е исто така многу, значи 15-5 гол разлика, наспроти 5-3 гол разликата на Борец. Загрижува ли за од гледна страна на Борец оваа голема ефикасност на напаѓачите на Силекс? Не би рекол, затоа што повторно ќе напоменам, јас мислам дека Борец има стварно добра одбрана, доколку се сконцентрирани на тоа да се одбраната и со брзи контранапади, и со брзи додавања, пренесување на топката, дека може нешто да се направи. Во одбраната го имаме Столе Стојчевски кој е добар, еден од најдобрите штопери до сега во досегашниот дел на лигата. Дечкото е одличен, не да е добар, одличен е до сега, гледајќи го, знае, меѓутоа, ќе го кажам, концентрацијата е најмногу битна тука. Ако со играчите не функционираат како што треба, Бадиел е он што ќе биде коректор најдобар или било што сите тие. Ако колегите не на време не затвараат и оставаат простор каде што ти мораш да реагираш, ќе излезеш од игра, па после тешко се надополнува тоа. Сите тие постојат тие работи, меѓутоа јас ќе кажам, Борец има моментално последниве 3-4 години, јас гледам дека има доста солидна одбрана, каде што не се сложувам за нападот. Пред малку го коментирав онаа зошто мислам така, значи исто другите спортови да ги земеш една кошарка, може да 30 шута да имаш, 20 поентирања и ќе бидеш најдобар. У фудбалот не е така. Значи не можеш да имаш ти 30 дриблинзи, си направил два дриблинзи и сега јас сум играч, меѓутоа колективното, го кажав тоа, колективното има искусни играчи, па ќе го кажам, Прелчец, мислам дека дечкото треба прво да се сконцентрира за да може да реализира нешто. Конечно реализираше минатиот надпревар од слободен удар, нешто што беше твоја специјалност на времето. Слободните удари се најбитни, тоа го кажам, физичката спремност и моменталната психолошка, колку си сконцентрирана тоа психолошки на тој надпревар. Така. За да реализираш еден слободен удар, треба стварно концентрација. Барем според она што го видовме, Прелчец беше сигурен, беше сигурен ја зема топката. Јас разговарав и после надпреварот, рече дека немал дилеми каде ќе му шутира на голманот. Единствената дилема била дали да го префрлат зидот или да шутира во страната на голманската страна. Се одлучи за второто и беше навистина прецизен ударот, меѓутоа тоа што ти го кажуваш самоуверено влезе во изведувањето на затоа што се чувствува спремен и психички и физички. И тука не ствара проблем тогаш. Тогаш е проблемот само да го погодиш и кога се сконцентрира на нешто, значи бараме еден вид место каде да
да упатиме удар на топката. Така. Само сакам да прашам режијата дали добиваме слика од Кратово или се уште не добиваме. Предпоставувам дека проблемот е во ФФМ ТВ кои ги вршат директните преноси од надпреварите. Се надевам дека набрзо ќе добиеме. Боров, имаме уште некои 3-4 минути доколку добиеме слика. Се надевам дека ќе се случи тоа. Борец после 18 години се врати во првата лига лани. На Велешани им недостигаше фудбал. 18 или 19 години овој стадион немаше видено прволигашки фудбал, освен оние надпревари на кои се игра тимови од другите градови, кога нивните стадиони биле не смело се игра или нешто слично. Што значи ова за спортот во Велес, посебно за фудбалот? Па еве најпросто ќе се изразам, еве ви спорт, еве ви фудбал гледајте. Меѓутоа не е така. Во овие надпревари не се случуваат и ова играње на прволигашката сцена што игра Борец не е случајност. Значи беше спортот во Велес доста и уште не зборувам конкретно за фудбалот, е многу назад на ниско ниво. Меѓутоа еве за среќа добивме ние последниве 3 години од кога мислам дека председател го превзема Кочангишов клубот, мислам дека организацијски и финансиски е средено малку. Средено и тоа се одразува точно на ова сега што се случуваат сите работи. Значи, ние стваравме, долго време немавме екипа, немавме играчи, не можеме да донесеме играчи. Сега, во последните 3 години, почињаме да носиме играчи од страна, моментално у Борец нема ни наш домашен играч. Имаме четворица се, кои се двајца, мислам, на клупата и еден привремено. Тројца, минатиот надпревар, тројцата беа на клупа, да. Чичевски, потоа Ѓоре Ѓоргиев и Трајче Трајков. Ете така, те се тројца. Значи, не добиваат прилика, меѓутоа е страшно, за мене е страшно жално да еден ваков град, со потенцијал каде што има квалитет на играчи доста, да не може да дојде да се пробие да игра, дали ќе игра тоа е прашање, меѓутоа да дојде у Борец сега. Зошто? Затоа што уназад години Борец не бил финансиски, не бил моќен, не бил и играле играчи што малку играле по другите, да играш 2 години, 3 години да играш у трета лига, да играш у втора лига е малку потешко. И сега не се ствараат генерациите не се створиле, каде што треба да испаднат играчи. Се надевам дека имаме школи приват, мислам сега, дека ќе за година-две ќе излезат некои генерацијски добри играчи. Меѓутоа сепак тоа е недоврзано. Не недоврзано со тоа што го зборувам. Моментално у Борец една атмосфера има добра, каде што се е коректно, до се колку сум информиран, коректно од страна на управата и играчите, за тоа е овој квалитет што е тука и тие резултати што доаѓаат до сега што се направени. Проблемот уназад било за тоа што највише се финансиите. Финансиите се што е прв план бар за сите играчи. А што се однесува до публиката, јас пак ќе кажам, дојдете, гледајте, иако многу мал број доаѓаат многу мал, сега се игра без публика, меѓутоа додека беше публиката, многу мал број доаѓа и многу малку имаше, ја виден апел, ако се врати публиката повторно, да има бодрење, го нема оноа. Борец еден страшно навијачки град, каде што знаеле публиката била секогаш 12 играч. Иле, овдека ќе го завршиме првиот дел од разговорот. За жал се уште не добиваме слика преку ФФМ ТВ од Кратово, од надпреварот Силекс Борец. Меѓутоа ќе од режијата ми јавуваат дека ќе почнеме да го следиме надпреварот Шкупире Нова, а штом добиеме слика ќе се вклучиме и во Кратово и ќе го прокоментираме надпреварот на полувреме, додека ако во случај не добиеме слика ќе го следиме преку овие сајтови, па ќе прокоментираме некако за резултатот за играта. За жал, можеби ако не добиеме слика ќе бидеме хендикепирани, но се надевам
надевам дека се ќе биде вред. Ти благодарам за овој прв дел на разговорот, остануваме, се гледаме за 45 минути. Понатаму, драги гледачи, вие направете рефреш на вашите компјутери или телефони, доколку сакате да го следите надпреварот кој ќе го емитуваме, а тоа во моментов ќе биде надпреварот Шкупи Ренова, бидејќи се уште преку ФФМ ТВ не добиваме слика од кратово од надпреварот Силекс Борец. Се гледаме за 45 минути. Боров, по првите 45 минути во Кратово Силекс има минимална предност од 1:0. Гроздановски 21 минута стрелец на голот. Борец на почетокот на преворот, она што успеавме да го видиме некаде во 5-та минута, имаше една одлична шанса и некаде околу 40-та минута уште една прилика, меѓутоа Силекс беше екипата која го диктираше темпото во првото полувреме, создаде неколку прилики и на крајот, односно во средината на првото полувреме, ја круниса оваа иницијатива со гол. Еден твој коментар за првото полувреме. Овака, гледајќи го преворот од првото полувреме, јас кажав и пред малку, пак ќе се надоврзувам на тоа, и се потврди онаа моето дека Борец има одбрана добра. Меѓутоа не може притисок да се издржи на 45 минути, мора концентрацијата да падне. И проблемот е тоа што јас стално го кажам, ете го тоа пред малку што реков, средниот ред не функционира, нема. Не играме доста конфуз, не играме лабаво. Се чини нема кој да ги поврзе редовите. Задниот Тука е најголемиот проблем. Ние играме фудбал каде што највеќе треба да се игра фудбал, ние таа среден ред, да речеме, таа средина ја префрламе топката и одиме директно од задна на предна линија. Значи, најголемиот проблем, пак ќе кажам, според мене, ја не сум тој што треба да давам коментари или било што, меѓутоа нека не ми замерат, моје видување е дека ние немаме среден ред. Отколку примевме, и што беше неминовно, Силекс направија 3-4 добри акции и каде што висеше голот на моменти. Одбраната колку можеше го реагира, исправа, меѓутоа не може да го издржи тој притисок. Се гледа дека и они доста агресивно играат, доста играат мотивирано. Да, и прокоментиравме пред да падне голот дека виси голот на Борец во воздух и се случи во 21-та на мешаница. Бурхан Мустафа не можеше да реагира во оваа ситуација. Топката многу незгодно падна пред него и он колку што можеше да реагира, одбивањето мислам требаше да се случи устрана, меѓутоа он ја одби по средина на голот. Силекс игра доста агресивно. Прокоментиравме дека до 14-та минута 2 жолти картони добија домаќините и во 20-та минута жолт картон за екипата на Борец, Станковски го доби. За 20 минути 3 жолти картони, ова покажува дека надпреварот е доста остар. Агресија, мора агресивност да се, значи секогаш мора да се направи некоја агресија за да можеш да понатака функционираш и да добиеш победа. Зошто? Тоа е неминовно. Значи, ако не направиш притисок првите 20 минути, ако почнеш да играш лежерно, тоа се резултира на поинаков тек на надпреварот. А они точно тоа го направија. Почна агресивно, имаше доста, да не речем, и груби стартови. Се чини дека, да, недостасува Пеев во средниот ред, тоа е видливо и на овој надпревар, исто како што беше видливо и на надпреварот со Академија Пандев. Значи, треба да у суштина средниот ред е таму каде што највише топката треба се концентрира. И зошто го кажувам тоа? Ако ние немаме тој среден ред да може некој да задржи топката, да направи акција, да го изфрли, да се изфрли бочниот играч, да се изфрли шпицот, да протори топка во празно. Ние почнавме да играме некој си фудбал сега последниве 10 минути и пак ќе кажам, поединачно, само иницијативно, сам некој што знае да направи секоја акција, прави поединачно. Еден шут на Станковски од далечина, за малку непрецизен, но немаше поврзаност, нема таква течна акција каде што може да се состанат
гледавме префрлање на топката од едната на другата страна, па обратно, па поради една грешка на одбранбениот играч на Силекс се случи некаква мешаница, но се тоа. Да, дојде у ситуација да ние имаме ќе го сврлиме, да речеме, напаѓачот, почниот играч, ќе го изфрлиме, нема на кого да центрира или нема на кого да даде. Имаме се по еден играч у навала, затоа што е тешко да стасаш од одбрана, стасаш у навала и пак да се вратиш назад. Али момент се гледа дека ние сме сконцентрирани прво на одбрана. Од кога не го примивме голот, утакмицата доби друг тек. Значи, знаеме ние да играме. Има поединци каде што знаат да играат фудбал. Значи, тоа треба да се искомпонира, да компактност да има меѓу себе, да има поврзаност. Што треба тренерот Михајлов да промени во второто полувреме? На клупа е Оливер Пеев, се соочува со една повреда, не знаеме колку е подготвен за овој надпревар, иако Михајлов минатата недела поза надпреварот со Академија Пандев рече дека Пеев ќе биде во составот, но очигледно не е подготвен. Го имаме Трајче Трајков, исто така играч од средниот ред. На клупа се уште напаѓачите десничи Ѓоре Ѓоргиев. Што би можел, со какви сили на клупата располага Михајлов, или пак што доколку ти си на клупата сега би ги советувал играчите? Јас не знам кој вид на повреда има, а меѓутоа факт е дека Прелчев треба да премине у напад и да биде она што го кажував претходно, дека треба да биде максимално спремен за секоја шанса што ќе му се укаже да ја реализира. Меѓутоа не може сега во моментов да го направи тоа, затоа што може би е ориентиран на среден ред на одбрана, нема толку слобода или било што. Меѓутоа, пак ќе кажам, ако среден ред нема една екипа, нема игра. Можеме само да правиме 20 секунди напад да створиме и падање одзема топката и само да се префрла од една страна на друга страна. А додека пак одбраната се мачи, се мачи да одбрани, да превземе, додека земе топката па да ја предаде, значи треба да има тој прелаз. Не треба да се прави од задна напредна линија, него треба да се прави со средниот ред. Сепак и Силекс не воодушеви со играта во прво полувреме, што остава шанси да се надева борец дека може да направи нешто. Детектиравме дека мора да се засили средниот ред, односно мора да се отвори пред се. Да се отвори, да играат малку по храбро зборувам у тоа да се направи некоја шанса да изгледа, па макар и по цена да прими уште еден гол, меѓутоа тоа е, значи за да го одбраниш и овие резултати, да постигнеш резултати, значи треба да имаш напад, да имаш. Треба да ствараш шанси, треба да се игра на нивна половина, не на наша. Оти можеби пак ќе се случи истото што го кажуваме нон-стоп, го повторуваме дека една квалитетна одбрана не може да издржи толкав терет, толкав товар. Значи мора некој да растерети таа тежина што има одбраната. Значи моментално треба, не гледам сега оваа екипа дека има човек што може да земе топка, да прими, па да разграничи на лева или десна страна, да даде у празно. Иако имаме ние брзи играчи, неспорно е дека имаме шпицови квалитет. Така. Ајде да ги прокоментираме малку другите резултати на полувреме. Пелистер во Струмица води против Беласица со 0-1. Овој резултат мислам дека не е некое големо изненадување. Не, Беласица за сега според резултатите и според утакмиците што ги одигра, нема ни тим за прва екипа, па нема ни резултати до сега прикажано. Пелистер доста се организира, имаат млади, талентирани играчи, каде што се сконцентрирани секогаш многу добро, физички се спремни и едноставно сакаат тој тим да го вратат на старите пати каде што му место, докаде што беше Пелистер. Ти беше своевремено играч и на Пелистер, исто така и тоа играше далечните 90-ти бивша Југословенска лига, во првата Југословенска лига. Во Тетово Шкендија води против Академија Пандев со 1-0 и тоа не би го окарактеризирал како некакво изненадување, бидејќи според мене, а и според многу стручњаци, Шкендија го има најдобриот тим во лигата. Не би знал да коментирам и да речем дека е најдобар.
ако беше најдобар ќе ги покажеше уназад утакмиците и она има доста киксови патови. Меѓутоа екипата превеќе ме како да го разочарува екипата на Пандев. Затоа што пред известно време беше страшно добра екипа, дали нешто не е во ред со меѓу играчите или управата таму, меѓутоа не верувам дека е управата, затоа што за разлика од порано, они ни 30% од тоа што го прикажува, да не речем, ајде, прошлата година и сега, разликата е голема. 20 надпревари, само една победа. Само една победа. Вклучувајќи ги оние од лани. Шкендија има доста добра екипа, каде што се поврзани, точно оноа што го зборуваме сега. Има повторно Бесрат Ибраими Стрелец. Повторно Бесрат Ибраими Стрелец, човекот кој што и во он е у средниот ред, не да, класичен шпиц. Меѓутоа тој го реши надпреварот во Лига Европа минатата недела и поминувањето на Шкендија, која сега треба да се сретне со Тотнехем. Тоа е, јас стално го коментирам, значи една добра, здрава средина, хомогена средина, а се гледа дека они се таква екипа што кога ги излезат на терен сите се, да не речам, еден за еден, сите играат, сите борбено, сите од првиот до последен играат толку мотивирано, толку без разлика дали у нашето првенство, дали ќе играат сега у купови или било што. Така, времето не гази, уште да го прокоментираме. Например, Шкупи Аренова, таму има голеада, 2-2 на полувреме, водство на Шкупи уште во првата минута 1-0, во пета минута 1-1, 33-та 2-1 и во 42-та минута Аренова изеднаши на 2-2. Ова се екипи со отприлика сличен квалитет. Исти ранг, исто такмичарски дух, што пак ќе кажам, таму уште ќе има голови. Таму уште ќе има голови, ќе има они меѓусебно имаат како фаворизација меѓу себе, сека кој ќе биде подобар, кој ќе тепа, без разлика кој на кое место се наоѓа. Секогаш имаат мотивација тие две екипи да им докаже на другата екипа дека е подобар, так. Моментално местото му е пред него и за тоа е толку играат отворен, а верувам дека и ако погледнете ќе видите дека е доста динамичен и груп надпревар, каде што има и таму многу играчи. Секоја утакмица измеѓу нив била ривалството постоело и ќе до самиот крај ќе биде неизвестно таму. Така, мислам дека е време за почеток на второто полувреме. Ти благодарам и за овој дел. Да го погледнеме второто полувреме од надпреварот меѓу Силекс и Борец. По 45 минути Силекс води со 1-0 со голот на Гроздановски во 21-та минута, а ние ќе се вратиме со завршен коментар од отвореното студио од градскиот стадион Зоран Паунов во Велес. Извореден успех на Борец по првото полувреме и водството на Силекс комплетен пресврт, победа на Велешани со 1-2 со гол во 94-та минута. Ми се чини дека Ѓоргиев, играчот кој влезе пред малку, го постигна голот. Ѓоре Ѓоргиев. Боров, се испостави дека она што го говоревме цело време, дека Борец во второто полувреме мора да ја засили средината, да ги врзе редовите, токму тоа вроди со плод. Па не знам како да ви кажам. Се гледа, самата игра се гледа уште од почетокот па до крај. Значи прво време изигравме нешто што е контра на фудбалските правила. Не се опушташ да играш преку фудбал, да речеме, да се надигруваш со него, ледиш се на одбрана поише се правиш некои
тактики, некои стратегии, меѓутоа факт е дека секогаш ако сакаш нешто да постигнеш, ќе мораш да го правиш не да прескокнеш средина, него да одиш организирано преку одбрана, средина па напад. Токму тоа во второто полувреме тренерот Михајлов и го направи. Прелчец го врати на неговата природна позиција во нападот. Во второто полувреме наместо 5 во средината се играше со четворица. Со четворица, со тројца позади, четворица во средина и тројца во напад, што е неминовно ако сакаш да добиеш надпревар. Со тоа што стварно доста добро истрча, кондиционо доста добро истрча дечките, напред назад изигра, меѓутоа пак ќе повторам. Пресудно беше тоа што се отвори играта, почнаа да играат, да знаат, значи има квалитетни играчи, добри, меѓутоа треба секогаш да се ориентираат, да не биде сега некој предавање да држам на некого или да му кажувам како треба, значи секогаш унапред треба да се стратегија да правиш за напад, не за одбрана. Значи ако одиш на одбрана прво да се стратешки, значи тоа секогаш белото знаме ти го подигаш и сега се ориентираме. А чим има притисок на цело време се напаѓа противникот, има притисок на одбраната, ќе попушти. А оноа што го кажав и дека имаме добра одбрана, квалитетна одбрана, се виде сега. Интересно е што двата гола Борец ги постигна со глава. Првиот во 63-та Стојменовски, играч од одбраната, по изведен корнер на Силва, и последниот гол во 94-та по нафрлена топка, исто така Ѓорѓиев на вистинско место се најде и одлично ја смести топката во мрежата на Силекс. Факт е и тоа дека во второто полувреме Борец имаше многу повеќе од играта, ја го контролираше надпреварот, ја превзема иницијативата и за жал немаме статистика, но сигурно поседот на топката беше многу повеќе во корист на Борец во второто полувреме. Беше гледајќи го надпреварот беше повеќе во игра беше Борец и меѓутоа негативно ме изненади екипата на Силекс. Значи гледајќи утакмицата они не покажаа ништо поквалитетно од Борец за да бидат поквалитетни и супериорни, да нешто направат нешто повеќе од ова што го изгубија надпреварот. Дури промаши и пенал на резултат 1-1. Пеналот не е за коментирање, затоа што моје видување немаше никаков контакт за да има пенал. Меѓутоа тоа и што е судијата секогаш е управо, чим судне. Надпреварот го судеше Александар Ставрев, нашиот најдобар и најискусен интернационалец. Значи ако го коментираме дали бил, дали не, он го видел од негова страна, го видел дека е пенал, меѓутоа и тоа е добра околност што изведувачот на пеналот не личеше на пенал тоа е дали од страв, дали нешто, али се случува, мислам секогаш има неоправдување, него секогаш се случува да се промени. Сега имаме одлична ситуација на табелата. Борец се издвои на третото место, го прескокна Силекс и ја прескокна Македонија Ѓорче Петров 11 бода. Пред нив, пред Борец само Шкендија и Шкупи. Шкендија 14, Шкупи 13 бода, Борец 11. Дали апетитите веќе растат? Дали можеби е време да се размислува и за борба за место за излез во Европа? Не. Прво јас секогаш сум бил за да се биде прво сталожен, многу да не се зима, да наречеме храброст дека сега можеме да бидеме трети, втори или први. Меѓутоа треба да се задржи оваја, да речем, игра, овие размислувања можеби имаат управата за далеко, меѓутоа рано е за се уште да даваме некои како да кажам оценки дали можеме или не можеме да испаднеме повеќе од ова што го можеме, меѓутоа видите на работа, сплетно околности се одвиваат резултатите за да можеме да постигнеме нешто што долго време оваа наша велешка, да речем, публика го присакува. Но нека се оди надпревар по надпревар. Штета што публиката не може да ги следи надпреварите. Сега ќе биде многу поинтересно и повозбудливо веќе во идното коло. Овде доаѓа тимот на Работнички. Со евентуални нови 3 бода Борец сериозно ќе се зацврсни во горниот дел на табелата. Распоредот ни одговара. Борец е во една убава серија. Последните 3 надпревари имаме 2 победи и една нерешена.
распоредот точно е дека нас ни одговара, ни оди во прилог, меѓутоа пак ќе речем, значи секогаш без разлика кој е противник, сега не значи дека треба ние да се опуштиме, сме добили утакмици над превари, сме добили, сега да се опуштиме да речеме ние сме толку квалитетна екипа. Еве впрочем се гледа на утакмицата, Силекс првите 4-5 кола ги изигра страшно добро. Сега очигледно влегува во криза, да. Затоа или има нешто што јас пак го кажувам, значи не е доволно, може физички е подготвена, меѓутоа психички не е подготвена. Значи тој товар многу тешко се издржува. Значи има, што ви рекле, више предности срвите, нема да патиш, него треба да се симнеме ние на земја, да се продолжи да се тренира, за како тренира, што тренираат, си има таму човек поставен за тоа. Значи треба да се ориентираме на оноа што пред малку пак го кажав. Можеби банално е што кажувам, без средна ред не можеме да играме. Без средна ред, без правите играчи за месте. Јас еви сега пак ќе кажам и утакмицава сега ја добивме што добивме, меѓутоа ја добивме на врз база на тоа што имаше многу помалку префрлени од задна линија на предна линија. Си играше малку повеќе и у средна, имаше некои тактички додавања. Што се вика се нагази топка, да. И пред малку кога го гледавме на преварот, кажав дека ако има среден влезе играч од среден ред, очигледно ја задржа малку повеќе, имаше примеопредаи добри, у средината се разигрува, се изфрлаат бочните страни и се добива оноа што имаше резултат на надпреварот. 2 гола со глава давање. Потврдено е дека Ѓоргиев е стрелец на голот во 94-та минута. Инаку да кажеме дека Ѓоргиев влезе во клупата во 89-та, тоа му беше тактичка. Со топката, дали беше според тебе џокерот Ѓоргиев? Па може би и џокерот, така да се рече, меѓутоа јас поинаку го гледам, тоа е тактички што е добро од страна на тренерот, дека треба малку да задржи, да ја нагази екипата, малку да ја смири. Влегувањето на Пеев исто така? Да смири малку еуфоријата на Силекс за поведе, после оној пенал промашен, па они почна и поагресивни, статистиката кажува дека поагресивно изиграле него борец, они имаат 5 жолти картони, ние имаме 2. Да. Значи пред се би рекол добро, стратешки изведено за мината, али тоа е сепак квалитетно играчот да постигнеш гол за толку кратко време и треба да знаеш да се најдеш у право време на право место, што викаме, за да се реализира. Се среќа голема наша, тој џокер искористен, 1-2 е добиен над преварот. А и среќата ги прати храбрите на крајот на криштата, борец се одигра храбро. Видовте сами дека второ полувреме се изигра доста храбро. Значи многу повеќе отворено него првиот дел, што беше неминовно, јас го кажав и пред тоа дека неминовно ако не се отвориш, ако не напаѓаш, ако цело време се браниш, значи тој притисок кој да е, не може да го издржи. Така. Да ги прокоментираме и другите надпревари, завршија сите денеска. Пелистер ја солабила се со 2:0, она што коментиравме дека не е изненадување, само Пелистер ја потврди победата. Шкендија ја совлада екипата на Академија Пандев со 2:1. Она што ти го кажа на полувреме дека ќе има уште голови на надпреварот Шкупи Ренова, 4:3, победа на Шкупи. Така и се испостави. Ајде на брзина само една анализа на ова коло. Знаејќи ги карактерите на тие Шкупи, ако зборуваме Шкупи Ренова, ни повеќе им влие тоа ривалство. Едно време, не знам дали пратевте, 2-3 победе Ренова. Па е пресврто се прави одма. Кажав, има црвен картон, мислам, ако не се лажем таму. Да, Ренова. Ренова има. Абдула исклучен во 77. Да. Тие се такви надпревари кај што има многу страшно ривалство доколку се играат надпреварите измеѓу нив и квалитетот малку значи таму. Малку влие, тогаш се е напнато, се е нервозно и секогаш се прават грешките, а по грешките чим се прават грешки се нормално дека се реализацијските способности многу поголеми. Боров средно коло, борец ја пречекува овде на стадионот Зоран Паунов, го пречекува работнички во надпревар во кој треба сето ова да се потврди. Дали го делиш ово мислење? Па би било пожелно да се повтори.
се би било негативно ако Борец застане на ова сега што е донес. Значи не би требало опуштање да биде работнички, знаејќи ги се квалитетна екипа, иако многу ја рачунаат за аутсайдер, меѓутоа работнички е доста квалитетна екипа, имаат добар тим. Така да не би требало Борец да се опушти и да застане со ова што направија во Кратово. Значи, мој апел да си продолжат, да се дадат добро си и да... Знаете како, јас пак ќе кажам, може би не треба, меѓутоа сигурирањата сега ќе бидат многу поголеми од страна на други стручњаци или како да кажеме, меѓутоа треба да го оставиме човекот да се работат. Се види дека има квалитет, ја работи како што знае, уме, резултати има. Значи, треба да се остави човекот да се работи, иначе уназад година, дена-две имаше негативни мислења за него. Меѓутоа, дај, оставете го човекот, ако нема резултати. Но еве, ги направи вистинските потези во второ полувреме, она што секој фудбалски работник, стручњак или фудбалер поранешен како што си ти би го направил, она што го коментиравме. Боров, јас тука би ти се заблагодарил на ова гостување во нашето прво отворено фудбалско студио кога ќе игра Борец. Ние ќе се видиме и понатаму во текот на првенството, повторно ќе ни бидеш гостин за некој среден надпревар. Мене ми е драго што на реваншот на Силекс. На реваншот. Мене ми е драго што го започнавме ова отворено студио со победа на гости, тоа против Силекс, против еден тим кој што од почетокот нема излезен од прва лига, значи еден од најстабилните прволигаши. Така. Да се надеваме дека резултатите ќе бидат и понатаму позитивни. И само на крајот, пред да одијам емисијава, да кажам дека Борец го совлада Силекс во Кратово со 2:1. На брзина стрелците Гроздановски во 21-та стрелец за тимот од Кратово, а во второто полувреме најпрво Стојменовски во 63-та, а потоа и Ѓоре Ѓоргиев во 94-та, буквално во последните секунди од надпреварот му донесе на Борец големи 3 бода од гостувањето во Кратово против Силекс. Почитувани, ви благодарам што бевте со Batali.net и што ја следевте оваа емисија. Се надевам дека ви го пренесовме и атмосферата од Кратово, меѓутоа и со стручната анализа со мојот гостин Илчо Боров успеавме да направиме надпреварот да ви биде многу поблиску до вас. Се гледаме на следниот надпревар, не во недела со работнички, бидејќи за тој надпревар пренос ќе врши Арена Спорт и Македонската телевизија. Ви закажувам следна средба за надпреварот за 2 недели, кога Борец овде на овој стадион, морам да проверам само според распоредот кој е следниот противник дома, сепак не играме на гости со Шкупи, значи на надпреварот со Шкупи повторно во гости, но ние се јавуваме од градскиот стадион Зоран Паунов, а следен надпревар дома на градскиот стадион во Велес е надпреварот против Македонија Ѓорче Петров, кој ќе се одигра на 18 октомври. До следното наше видување, ве поздравувам и посакувам пријатно попладне.